почитувани представници на медиуми, овие, да не кажем, елементарни услови, тешки, елементарно не мога да имаат голем топлотен бран во Македонија на 10 дена и тешко се работи во надворешни услови, имаме и забрана од трудова инспекција, малку успорена работата на градбана инфраструктура, меѓутоа продолжуваме во дадени можности во работното време. Денес се наоѓаме улица Сечко Пожајка, улица која историски има големи проблеми во комуналната инфраструктура. Знаете дека пред едно пола година направиме реконструкција на канализација, потоа приклучоци и сега ја завршуваме улицата со поставување на тротоарна инфраструктура, пекатонирање и асфалтирање на улицата. Една од најстарите улици во градското јавно, позната Карапала или Цветанова Фурња. Значи, тоа е една од улиците кои се од постар датум во Куманово и мислам дека беше редно да се направи. Денес ќе завршуваме горниот слој на улицата Сечко Пожајка. Значи, улица околу 290 метри должина по два слоја асфалтирање и 190 на метри е во бекатонирање. Тоа е проект на општина, финансиран од буџет на општина, не спаѓа во проектот на ИПА, проектот за реконструкција на постоечката инфраструктура, бидејќи се договориме да овој дел биде од програмата на општината, а конкретно улицата околу гимназијата, односно Pero Чичо и Pero Штанц биде комплетирана и со тоа го направиме целиот циркал од негде 1500 метри комплетно завршување. Гледате, имаме вадење на коцка, значи околу гимназијата и се надевам дека со завршување на приклучоците и комплетирање на овој дел пред почетокот на школската година ќе биде комплетирана комплетна патна инфраструктура. Значи проектот за реконструкција продолжува, се надевам до крајот негде на средина до крајот на септември ќе биде комплетно завршен проектот. Ги информирам дека во процедура и завршување на постапка за улицата Стотка, Тоде Думба, Тоде Бендол, во должина од 30.000 квадратни метри, значи комплетна реконструкција на тие патни правци, со што Куманово ќе добие една генерална убава слика во однос на реконструкција на постоечката патна структура и изградба на нова патна структура. Мислам дека во овој период Куманово покажува дека приоритет и поента дава на реконструкција и изградба на локалните патишта.